Дали е на повидок нова коалиција во албанскиот блок? Ова прашање се наметнува по отворената покана на лидерот на БЕСА Билал Касами, дека е отворен за соработка со фракционерите од ДУИ, доколку се отцепат од партијата. Предводникот на незадоволната група на интегративците во разговор за Алфа вели дека не гледа ништо лошо во оваа покана, но групата која им пркоси на Артан Груби и Бујар Османи е убедена дека ќе истрае во внатрепартиската битка. Изет Меджити Дециден, бројот на гласачи кои ја поддржуваат неговата група, покажува дека биле на правиот пат. Секојдневно сме во контакт со структурата, граѓаните, од Струга до Липково. Тоа што е битно, и тоа што се гледа, од митинзиве, од големиот број присутни во тие митинзи, дека сме на прав пат и на линија со гласачите и граѓаните и милитантите на Демократската унија за интеграција. Уверен сум дека на 90% размислуваат како нас, некои во оваа фаза го кажуваат, другите мислам дека понатака ќе се приклучат. Меджити признава дека имаат притисоци од повеќе страни, бидејќи се случувало нешто што не е карактеристично за ДУИ, но немале никакви дилеми дека ќе ја истераат битката со исход позитивен за нив. Се случува нешто што не е карактеристично за Демократската унија за интеграција, ниту за лидерот, ниту за партијата, во минатото не возвратиле на ваков начин на различно размислување ни кон опозицијата, па ни тогаш кога тие биле арогантни, ни тогаш кога тие покушал и атентати и други работи посегнале, а секогаш нашето делување било да се смират страстите и да се надмина ситуацијеве, што не е карактеристично на овој пат. Има и други притисоци, и кон вработените, и кон сите тие што различно размислуваат или не мислат како Артар. Првиот човек на движењето БЕСА Касами најави дека се подготвени за проширена опозициска коалиција со фракционерите од ДУИ, со алтернатива, но и други политички групи, интелектуалци и одредени форми на опозициски фактори од граѓанскиот сектор. Заинтересирани биле да подадат рака за соработка на секоја политичка сила, која ја имала наклонетоста меѓу албанските гласачи. Расколот во ДУИ се актуелизираше во септември минатата година, откако преку отворено писмо членови на ДУИ побараа итни реформи во партијата, поради големото незадоволство од работењето на дел од министрите во владата, но и фактот што донесувањето одлуки во партијата станало ексклузивна привилегија на Артан Груби, што не одело само на штета на партијата, туку и на штета на државата.